Кај што го спомна вецево, мора да се допоседиме сега. Не знам за вас, ама јас имам еден принцип. Кој ќе одам во веце по голема нужда, морам да читам нешто. Не, најозбилно. Имате таква, сум слободно, кај наши сме. Не, значи, не ми е битно дали е вестник, лектира, сликовница, не бирам тема и жанр. Шо било? Например, во вецево во Гостивар читав над зидот. Зуди го сака Ана. И одма. Био лесно. Значи, да читаш во веце, јас то така си го оправдувам, то не прави единствена разлика, не прави луѓето сме. Не прави различни од животниве. Значи, например, животно, гледај. Во старт тие си бират територија, така. Ние исто бираме територија. Ќе речиш како? Оиш на гости кај пријател, ите стега тоа, нема бегање, тоа е. Не можеш да издржиш до дома. Мораш да влегвиш во вецево, без разлика колку и да е чисто, најубај плочки, може и полбој од дома ти е наместено. Не можеш да се опуштиш баш. Не е то, значи не си свој некако. А дома друго е, дома кој ќе распалиш, бате. Охо! Абе, то Везув еруптираше, она. Етна! Дури и слаба да е изолацијата во зградата и да те слушат до направи дома си, бе, јасно. Што сакаш ке прави. Значи, тоа е, бараме територија, сваќа. Второ, кој кучено кој ќе заврши нужда, одма од потака и со ноđето. Ние истото го правиме, место со нога, со рака, со сприот. Значи, читање, то не прави различни, то ме прави мене човек, сваќаш. Си седвам, ако имам пијано расолница, например, одма војна и мир ја барам, човече. Пошто ќе потрајт. Седвам и читање, дур не ми се здрват нозете. И после, од кој ќе се здрват, излегвам она, прав интелектуалец. Друго е. Ам за баксус ќе се погоди, некојаш се погоди, ништо да нема токоло, бе, вестник да е 100 пати ќе го прочитам само да завршам работа. Не бе, еднаш кога се погоди, ништо човече нема, барам. Немат за читање, човече. Си викам, во вакви моменти, знаете што е најпаметно? Да му украдиш писмена на дете од 4-то одделение по македонски да истетовираш. Да ти се најд, сваќаш, шо? Одиш писмено, 4-то, дај бе, па! Одиш, так те то важиче овде на подлактичево. Писмена работа. И во такви моменти нема шо, так... Убавина, ќе речи некој, што си купиш таблет море за тие пари. Вистина таблет попрактично е, ама ако ти падне батеријата, капс ќе фатиш. Зато вака, знаеш, писмената работа, си седнуваш, немат ништо, нема никому ништо и почвиш. Писмена работа по македонски. Беше лето. Птичките пееја. Одма една блажена атмосфера има. И ако планираш да истетовираш писмена по македонски, за да ти се најде за овакви моменти на олеснување, мора да знаеш да одбериш точно од кој одделение. 4-то е закон. Од 8-то не. Од 8-то читаш писмена, влюбена сум, симпатија, прва депилација, бегај бе. Не е за таква пригода. Не дај Боже од средно да земиш. На писмени по македонски стихови од Архангел. Седвиш, зарверуваш во мене. Јас сум човек кој ме глуми. Ало, дајде да мислам да се олеснам. Еднаш ти викам така, немаше бе, буква немаше пред мене. Гледам џамбо пакување тоалетна хартија. Си викам, бати иронијата, тони хартија пред мене, буква ни за лек.
Шо прам сега? Ти викам ова на паковкава гарант нешто мора пиши, табе оцку ми треби те. И роварам по најлончево, роварам и читам она, состав тоалетна хартија со 3 леери. И после го гледам и не ми се веруј, тоалетна хартија со 3 леери. Немој бе, демек, тоалетна синки фотошоп е па леери има надре. И долу под него оставен контакт телефон. Жешка бесплатна линија. Си викам, добро, бе, ево, зошто е телефонот? Демек, човек, не можеш да се пасери, че му се јавиш? Не е SOS линија, додуша во такви услови стварно СОС е линија, фигуративно речено. Не, замисли на реклами од тоалетна кој што ги даве тоа со пајчено. После рекламава завршви, то одмах хотлайн 0800 120 со 80 прц. Откриви искриените тајни на нашиот производ. 0800 120 со 80 прц. Избегни ги стегите на бракот. Господе, си викам, замисли она стварно да му се јавиш на хотлайнов. Значи, се јавуваш. Ало? Вашиот повик е единствен на чекање. Ради мала шала, разговорот ќе биде снимен. Ало? Кажи, брат. Овие собрани со пијачка, со другари чекат некоја се јави. Кажи, брат, на спикерфон, так. Абе, пробвам со ова тоалетнава ваша да се избришам, ама некако не бриши. Шо да прам? Посери се!